Здраво, Мики. Здраво си. Добре дојде во мојот дом. Добро те најдов. Ке видев и што ќе си направиме еден муавет денеска за тоа како и зошто ти заврши во Норвешка. Јас и ти не се знаеме премногу и сето тоа што ќе го кажеш денеска ќе биде на некој начин новитет и за мене, така што ќе си ја искористам ја мојата љубопитност за да навлеземе убаво во твојата приказна. Ти си по потекло од Тетово? Село Ратае. Да започнеме од таму. Да, точно село Ратае. По потекло, роден 1986 година. Живеев доле во Македонија, сега ако сакаш да почнеме од почеток, се да кажувам, до моите 27 години. И тогаш беше последниот ден, да кажем, ајде, за одлучување, деден, за да се преселам во Норвешка. Да. Ајде, во тие 27 години си изградил еден живот кој што на некој начин е тотално спротивен или не може премногу да се направи корелација со тоа што ти е тука, бидејќи во Македонија си професионален фудбалер, менуваш неколку екипи. Ајде да позборуваме за тој професионален живот како фудбалер во Македонија. Повака, ја почнав во Тетекс уште како мал. Желбата за фудбал ми се роди уште како мал, уште кога сум роден. Баба ми има донесена топка, викаат се роди мојот фудбалер. И така почнав, ајде да кажеме, мојата кариера во фудбалот, да кажеме. На 8 години почнав да тренирам во Тетекс. Стигнувам до првата екипа, значи од пионери, петличи ги викаат кај нас. Пионери, петличи, пионери, кадети, младинци, се до првиот тим сум од Тетово. После доаѓаат, да кажем тренери во Тетекс во првата екипа. Играв да кажем доста добро, меѓутоа не добив шанса понатака да играм. Од таму се префрлувам во Скопје. Во Скопје играм во Славија, кои се во трета лига, затоа што нема време да се префрлам во друг клуб. Беше полусезона и единствена шанса ми беше од втора лига да одам во трета лига да играм. Значи поради оние преодни рокови. Играм во Славија, малку разочарување, меѓутоа си се ценев, знаев дека можам да успеам, верував во себе. Од трета лига тренерот што ми беше, ме препорачува на проба да одам во Силекс. Поминувам пробата и во Силекс сум 3 години. 3 години. Од Силекс заминувам во Ѓорче, Македонија Ѓорче Петров. Таму играм 6 во Скопје. Во Скопје се враќам, да, 6 месеци играм таму. Влегуваме во прва лига и јас си доаѓам во Норвешка. Ето така. Во кратки црти. Да. Но вака ете кога размислуваш на твојата професионална фудбалска кариера во Македонија, што е она што најдобро ти стои во сеќавањето како пријатни убави моменти? Па најубав момент може да кажем е преселбата во Кратово. Бидејќи таму се запознав и сопругата, имаме 2 дечиња, супер, нема што да се жалам, тоа стварно супер, среќен сум од тој аспект да се каже. Би го извел тој период во Кратово фактички сега. И добро ми било секаде, можам да кажам. Не може да се пожалам нигде. Добро сум бил прифатен. Во Ѓорче, ајде да кажеме трофеј што освоивме, влеговме во прва лига и таму ми беше супер прифатен, секаде убаво, ама би го извел тој период во Кратово бидејќи таму им се десија и неубавите моменти. Да. Во животот. Како е, знам дека вие машките се посебно страствени кога зборувате за таа некоја атмосфера кога сте во клуб и можеби спортот е тоа што на некој начин соединува и прави убави моменти да се случуваат. Што во однос на тоа ти размислуваш? Каде беше од сите овие клубови низ кои што си играл, каде беше таа најдобра таа заедничка атмосфера? Па да ти кажам, секаде беше, како ти кажам, заедништво имаше. Највеќе сум осетил атмосфера, што може се каже, во Тетекс, во тие денови кога преминував од младинци во првата екипа. Таа поддршка која добиваш од постарите играчи, тука сум се осетил, како да кажам, и публика и се, пошто бевме поврзани многу во градот, сите се знаевме. И публика не знаеше, и ние знаевме публиката. Тука сум осетил, може да се каже, најголема поддршка. Најголема поддршка во фудбалот. Кратово како град, вака малечко градче, се знаат исто и таму сите, нема многу публика, не може тогаш.
може да кажам најголема поддршка или највеќе сум осетил вака возбуда или нешто во Тетово. Поготово кога игравме тие дерби кои ни беа Тетекс и Шкендија, тогаш беше полн стадионот, 15.000 гледачи може имало и тогаш сум осетил највеќе може. Возбуда или така нешто. Да. Во Македонија, значи, има живеено во неколку градови. Јас сум родена во Скопје, сум живеела само во Скопје, дури и само во аеродром. Дали преселувањето од еден до друг град беше на некој начин промена, драстична промена во твојот живот или успеваше секогаш да си го најдеш местото во новиот град? Беше да ти кажам, секогаш кога менуваш нешто ново, секогаш си скептичен на почетокот. Јас во Кратово живеевме во хотел. Секогаш имавме излаз до 11, до 11:30, 12, најкасно. Тренерот не држеше доста цврсто, може да се каже. И нема што е слободен, не се осеќаш слободен. Сепак нови луѓе, треба време да помине. Но мислам дека со тек на време и стварно доста добри луѓе запознав. До ден денес сум пријател со луѓето од Кратово и многу сум благодарен како сум прифатен таму. Така да после некое време се привикнува човек, јас мислам. Да. Треба да даеш само шанса да си дозволиш просто на други луѓе да влезат во тој живот. Треба да бидеш малку поотворен и да ги примеш луѓето. Да. Да влезат во тој живот. Да. Со оглед на тоа што си менувал хотели и станови во Македонија, може би на тој начин и преселбата од Македонија во Норвешка не беше толку драстична за тебе. Па може да се каже тоа, ама и голем дел беше што и брат ми и мајка ми беа тука. Една голема улога и они играе во моето преселување фактички тука. Така да полесно ми беше. Ајде, како одлучи? Зошто и како Норвешка? Па одлучив искрено ти кажам кога видов дека доле максимум достигна во фудбалот. Мислев дека више не можам више да достигнам, тоа ми беше максимум и се решив да извадам бугарски пасош. До тогаш не знаев ништо, кога се преселив во Кратово, дознам дека и се вадат бугарски пасоши. Извадив бугарски пасош, бидеш и тоа ми беше единствената шанса да дојдам тука. Тука беа мајка ми и брат ми, они покушаваа пред тоа да ме донесат, меѓутоа не можеше. Така да тоа ми беше единствена опција да дојдам тука. Сега мајка ти и татко ти, мајка ти и братот се тука веќе осамостоени, значи се чувствуваат веќе како дома и доаѓаш ти. Колку во тие моменти кога веќе доаѓаш и одлучуваш да бидеш во Норвешка, ти беше нивната поддршка и начинот на вклучување во системот поедноставен од другите? Па секако можам да кажам дека многу поедноставно. Имаш кај да одиш, кај да преспиеш, што да јадеш имаш, не мора да мислиш, не мора да брзаш за работа. Они двајца си имаја работа, јас бев кај нив. И така, многу полесно него некои други кои што дошле сами, па си морале се од нула да почнуваат тука, па луѓе да упознаваат. Јас имав некој свој. Од тој аспект можам да кажам многу полесно беше. Сега од бивање професионален фудбалер во Македонија, доаѓаш тука на сосема други услови, меѓутоа фудбалот повторно ти е дел од животот и тоа што те преокупира, па си наоѓаш и тука влез во спортот и почнуваш да играш. Почнуваме тука да формуваме еден клуб, Вајтве се вика, влеговме во тој клуб како Балканци да се каже, Срби, Црногорци, Босанци имавме, сите македонци, јас и брат ми. И го формуваме тој клуб во 2013 и двајца тренери се од Србија. Доста добро ни одеше, можам да кажам. Почнуваме во втора лига, влегуваме во прва. И тренерите што ми беа, видео дека одскокувам од другите играчи и предложија да одам на проба во втора лига фактички тука, Убус лига се вика, во Стромен. Мене осат они во Стромен, уште не знам добро норвешки, зборуваме на англиски со тренерот, они комуницираат измеѓу себе на норвешки, се супер поминува, контроли, супер, одличен, задоволен тренерот од мене, играв пријателски тамо, 2 утакмици, се беше окей. И доаѓа период кога треба да одлучувам, јас му кажувам на тренерот дека морам да одам долу, да си ја земам девојката, мојата сопруга сега, и да се венчаме тука летото. Се прифаќа тренерот, се е окей. Добиваш дозвола, Добивам дозвола, да, ми дава програма доле за тренинг. Се враќаме тука, повторно одиме таму да видиме што е како, да се постигне договор, дали се добие договор или не е што како. И кога слушнав
дека се нуди само 9000 круни. Паѓа се во вода, искрено, пошто јас морав да се венчам со мојата сопруга, морав да има примања, за да може она да остане овде. И тука решавам да ставам крај на професионалната кариера и да се занимавам само рекреативно. Беше ли разочаран Искрено во тој да, момент? искрено да. Не очекував дека толку мала сума се нуди за еден професионален фудбалер, кој што мора да тренира секој ден. Да. Значи 900 евра, да речеме, да. горе-доле. Помалку сега, веројатно, пошто круната е за никаде. Но да еве, 800 евра за играње како професионален фудбалер во втора лига. Втора лига норвешка. Како се цените во Македонија? Јас сум лаик во однос на тоа. Како е платата во Македонија за играње? Па ја кога бев да ти кажам, не беше нешто солидно, 300-400 еври сме земале. Да. Толку плата сме земали, имаш премии. Имавме добри премии, се ако вржеш ти победи, па се да си земеш добри пари. А сега се доста накачен. Може да Но добро, 800 евра со оглед на тоа какви се условите и цените тука и стандардот, 9000 круни, па е премало за греота. Да, така е. Баш така. Да. Сега во тој момент си викаш, беше што беше, игра што играв, но сега одиме на во некој друг правец. Почнуваш да бараш работа. Да. И почнуваш да работиш нешто што е тотално спротивно од спортот и фудбалот. Скроз различно. Прво почнувам тука со еден другар, доаѓаме заедно, фудбал игравме заедно, он од Црна Гора. Он има завршено во Србија IT. И доаѓаме тука, работиме као, да ти кажам, кршиме куќи. Се што имаше на црно, што може да се работи, што може да се изработи, се сме работеле. Се. Сме работеле, додека не дојдовме до подобра позиција и сето преку спортот, преку контакти. И ја ве гледам до ден денеска, дури и цеве да пратиш тука во Норвешка, се оди преку дали некој познаваш во фирмата. И така јас влегувам во пошта, а другарот мој исто влегува како IT до денеска веројатно. Значи сум имал еден исто тежок период на стартот. Да. Се додека не влегов на работа. Значи покрај тоа што ја имаш поддршката на твојата мајка и брат кои што веќе се тука долго, е тој момент на имање контакти кој што е пресуден. Битен и пресуден фактор моментално. Имам пријатели, за жал, кои што има пратено по 100 цевина и сокнади, ни еден одговор. Но ние вака некако македонците си се држиме. Па да ти кажам, многу е подобрена ситуацијата од кога дојдов јас до сега. Поготово преку црковниот одбор, многу добро функционира. И се надевам дека ќе продолжат со тоа што го прават за сега. Стварно одлично и организацијата и луѓето што се внатре, сите ги познавам, сите се одлични. И само да продолжат така. И стварно за сега е супер. Има поддршка. Може да се каже повеќе него кога дојдов јас тие години. А и повеќе сме сега. За жал. Можам да кажам. Да, малце е тешко да се каже. Тешко е да се каже, нели? За жал или добро, да. За кого како би му дошло. Така е. Но еве, фудбалот го играш сега на некоја друга позиција како рекреативец. Но ви кажете, тој првиот клуб кој што го создаваме на Вајтвет, сме балканци. Сите балканци. Секогаш ли оди натака да си се дружиш или да бидеш обкружен со своите? Па грото е балканци, пријатели, искрено. Ретко да имаме пријатели. Јас имам пријатели од секој вероисповед и од секоја нација, може да се каже тука во Норвешка, али најблиски оние со кои се дружи, кои ти доаѓа, се од Балканот. Некако највише си пасирам, ајде да кажем, одговарам. Да. Некако. Тоа е станата. Ајде да го заокружиме тој фудбал делот со тоа што кажуваш дека си рекреативец сега, но работиш и како тренер? Бев тренер до прошлата година, кога се роди малата Теја. Престанав малку и сега сум малку на пауза да се каже. Сега се активирав малку поише, почнав да играм во 5-та дивизија, па може да се активирам и во тренерските води повторно.
А бев тренер до прошла година. Беше тренер на дечиња или Не, на возраст. на возрастни? На возраст. Пета дивизија Вајтфет. Да. Како е, дали е различно или колку е тоа искуство како фудбалер е пресудно или поедноставно за да се разбере самата игра? Искрено тука многу тренерите треба да бидат трпеливи. Затоа што никој не трпи нешто да му се каже. Моментално во Норвешка. Многу треба трпеливост, трпение да имаш и многу треба да се попушта тука. Не може да биде строг како доле. Треба да имаш тотално скроз пристап кон играчите. Многу поголем пристап. Поготово према возрастните. Да. Но тоа се возрастни кои што се повторно балканци или е тоа? Не. Скроз мешан состав. Мешан состав, да. Мешан состав. Имаше од сега, има норвежани, има сомалици во екипата, има од Еритреја играчи. Која возраст? Под 16 години па нагоре. Најмладиот ни беше 16 Значи сепак години. младинци би дошла. Не баш или А од 16 години па нагоре до 40 имав играчи. Аха. Да. Значи еден баш мешан состав. Мешан состав. Меѓутоа машки. Машки. Да. Да, машки водев. Да се биде внимателен. На кој начин? Па внимателен пристапот и комуникацијата со играчите. Многу остава утисок тука. Што сме, а што не сме? Па треба да му пруži шанса на играчот да игра. Не смеш да се како да ти кажам, да се понашаш према него лошо, да му викаш. Никој не трпи. Го губиш играчот тука моментално. Ако се развикаш на него, ако му кажеш нешто лошо, го немаш на тренинг. Затоа мора пристапот да биде по-друг тука, по-мек да бидеш. Да разговараш со него, зошто не играл, како не играл, да му објасниш. Поише на зборење, пета дивизија сега. Тие што се погоре, дивизиите, што се втора, трета, се позбилни. Таму иземаат и пари и можеш да му кажеш, а тука кај што се ние и плаќаме за да играме, се плаќа одредена сума, така да мора да истрпиш некои работи. Не можеш да спроведеш се оно што го знаеш, што си го учил ти во професионалниот живот, професионалниот фудбал, да го спроведеш на дело во пета, шеста лига тука. Од трета надоле дивизија, јас мислам дека е озбилно и може ти да се поставиш као тренер и малку построг и се. А тука во овие дивизии, за жал, мора да имаш и разбирање и се, мора да комуникацијата да биде на баш толерантно ниво. Ти беше ли тоа тешко и различно? Многу. На почеток многу. На почеток ми беше многу. Сега разбирам, сега пробам, еве, и тренерот што ни е сега во екипата кај што играм, е од Србија исто. И он е малку темпераментен, и он има играно. Исто ко мене, професионално, и сега покушавам и јас да му кажам дека не е тоа исто. Не оди така. Не оди. Затоа што ти една утакмица викнеш на некој, наредна го немаш. Не доаѓаш на тренинг. Значи многу чувствителни сте тука. Многу чувствителни. Многу. Да. Во тие пониските дивизии, кажам. Да. Очекува дека секој мора да игра. Секој. Без разлика дали победил, дали изгубил, секој мора да игра. Тоа е. Тоа ми беше и мене еден такав чудоневидувачки момент кога дојдов, колку ние како родители на деца кои што играат, добивме на некој начин образование за тоа како треба да се однесуваме кога сме на надпревар. Дека не смееме да го викаме името на нашето дете и да навиваме за нашето дете, туку треба да навиваме за целиот клуб. Но тоа не значи дека за другиот клуб не треба да навиваме. Туку напротив, кога другиот клуб ќе постигне гол, и тогаш треба да навиваме. Дека нема резултат, не се бројат голови. Ракомет кога играше мојата ќерка, голови не се броја. Значи, завршува надпреварот и не се знае кој победил, нема победници. И најинтересно од се, и според мене најлошо, завршува надпреварот и сите добиваат медали. Тоа е. Што тоа учи? Тоа не знам како да го кажам, исто и кај нас е тоа многу различно. Јас имав еден, како ти кажам, код татко ми беше овде, може да кажам Чичко Небојша, за жал покоен, многу добар човек. Почина од корона, он исто викаше, кој он беше професионален боксер доле. И кога дојде во Норвешка, исто на жената на негова Сања, имаше покажано сите медали што ги освоил он доле. Вика, он на мене ми кажува се, вика, она мене ми вади исто толку медали. И сега она ги има освоило и вика, тоа не значи ништо. А он кажува, јас сите се тие финале, полуфинале, сребро, злато, бронза, се е тоа од макотрпна работа. А тука медали и сега,
тоа може да биде контрадикторно. Ти се дете да го учиш дека и да не се бори, оно ќе си добие нешто. И тоа малку не ми се свиѓа и на нас, на никој од балканците не ни се свиѓа. Не можеме да го прифатиме. Не можеме, да, затоа што ние сме навикнати да се бориме за нешто. А сега некој, например, ти го учиш детето твое да се бори и да напредува, а некој не се бори и оно гледа од тоа, дете што не се бори, и тоа добива медал и детето твое добива медал. Мислам дека тие работи не одат во спортот. Ако сака да напредува детето, мора да се знае како оди тоа. Според мене, мора да иде по ред. Мора да има некој редослед, за да се дојде до тој медал. Медалот да биде награда, а не да биде само знак на учество. Точно. Ти имаш и детенце кое што е веќе спортски активно, тука сите се спортски активни. Керкичката 8 години. Хелена, да. Да, што тренира? Ракомет и она почна да тренира. Не ја повлече ти на кај фудбалот? Па не, поише ја влечеше тоа, пошто другарките идат на ракомет и секако ја прифатив, нема проблем. Да. Да. Ете, направивме малце муабет преска кога пред да почнеме да снимаме за тоа кој како ги тренира нашите деца и тоа е најчесто некој родител. Да, за жал. И јас и ти некако си се согласивме со мислењето, ајде, кажеш јас бев како новие да ги има овде за тренер да положиш, има 4-3 се вика. Grassroot тренер круш 1, 4 скалила, па после земаш С лиценца и после С лиценца може да земаш Б лиценца. И сега кога одиш на тие курсови, ти гледаш дека има некој кој што никогаш не играл фудбал и на прашање од инструкторите таму што предаваат сега, зашто ја земате оваа лиценца? Каков корист имате ви од неја? Сега они си кажуваат, кога одам на тренинг на детето, тренерот не доаѓа, морам јас да преземам тренинг. Вака барем ќе научам нешто и има што да ми покажам. И сега ја до некаде ги разбирам, ама тоа ти ствара, како да кажам, лош го намалува квалитет. Лош квалитет дава после. После, затоа нема квалитетни толку играчи од Норвешка. Многу ретко излегачаат. Многу ретко. Затоа што тие мали години кај што треба детето да се оформува и тренираат родители кои што за жал не се во спортот. Да. Но родителите се на некој начин и можеби едно скалило понапред. Најчесто малите дечиња ги тренираат други деца. Значи, да речеме, дете кој што тренира ракомет од 7-8 години е тренирано од девојче од 15 години. Да, така и со черка ми е исто. Черка има 8 години, тренерот е 16-15 години. Да. Уште не оформена за жал, али тоа е. Го следиш ли спортот тука? Фудбалот не е нешто што може да се Па да ти кажам, имам доста се следи. Да, имам доста другари по овие дивизииве, втора, трета, убус. Па пратам, така, прат. Да. Прат. Но од квалитет го имаат, нели, Холанд, го имаат, неколку големи играња во светот на фудбалот, вака светски познати. Но не е дека е конкретно за фудбалот, не е на некој ниво. Не. Може би слично и на Македонија? Па, или може би зборувам глупости сега? Може да се каже дека не е слично на Македонија квалитетот, квалитет. Може да се каже имаме и доста квалитетни играчи кај нас. Тоа е сигурно, технички подковани сигурно, но тука многу се работи на физиката. И тука се може подобри тие што играат во Типе лига на физички план. На физички план може да кажам дека се многу понапред. Еве Бодо Глимт моментално е многу напред од сите клубови во Норвешка. Мислам за мене игра стварно добар фудбал, Бодо Глимт. И тој физички план може да ти кажам од Балканот и тука е на голема разлика. Да. Дали кога еве си веќе тука, успеваш некако да ја оставиш Македонија во Македонија? Или секогаш влегува во мислите вака или онака? Тешко дека може да оставиш. Секој сум активен, ете и на Facebook си пратам се што се дешава. Тешко, не се остава искрено. Те влече едноставно. Нема година еве да не сме доле. Да. Нема, секоја година не сме промашили до сега. Не се десило да промашиме.
Што се случува кога се тие подготовки тука за да се отиде во Македонија? Не поминува времето. Кога доаѓа ден да имаш. Уште колку треба да чекам. Да, точно. Тие последни 2 недели ми се ги ко месец дена ми се. Да, едва чекаш. Да. Добро, мене ме радува што и еве детето поголемо и она сака и се свиѓа. И се свиѓа таму доде. Тоа ме радува. Би било многу тешко кога тие не би сакале да додат. Сега ќе видиме, времето ќе покаже кога ќе порасна таму. За сега ме радува што и они сака да си додат. Но вака од друга, да речам, ако се исклучи тој емоционален момент, зошто и не би сакале да одат? Таму добиваат се што не добиваат тука. Така. Скроз размазани, скроз да добиваат и внимание, и љубов, и Точно. малце повеќе чоколади, сладолето, тоа што тука добиваат. Да. Се некако оди на насока на уживање Така е, во Македонија. Така е. Но кога сте во Македонија, каде престојувате? Па пола сме кај мене во село Врата, пола сме кај жената во Кратово. Си ги Мора да делиме се неделите. Да. Една недела имаме одмор, обично сме турска, некако највеќе ни одговара и за децата е стварно ни се свиѓа многу. Има добра организација, се им е супер средено. Една недела сме таму, една недела кај мене, една недела кај жената и поминува брзо. Брзо Искрено поминува. брзо поминува. Да. Но внимателни ли сте? Еве сега 5 дена бевме кај тебе, сега мора 5 дена кај мене. Па не баш стриктно толку, ама се пази доста. Јас знам, ние сме многу... Да, се гледа, па знам. Така е. Да. Уште па потешко ете во вашата ситуација кога не доаѓате од исти град, од исто место, па мора времето дополнително и да се раздели. Точно. Како беше кога дојде тука и ете викаш дојде во лето? Во лето е поприлично светло, па дури и тука во Осло, да не зборуваме ако живееш во погорните, посеверните делови на Норвешка. Ти беше ли шок да видиш сонце во 12 ноќе? Да, дури до 1 беше видело тука. Да, се гледаш. Јас се сеќавам тогаш дека не работев со брат ми, го чека да заврши од работа, се погоди 2013 беше може и едно од најтоплите лето. И секој ден на плажа до 11. До 11 бевме на плажа, што беше многу чудно за мене. Не, осеќав дека не размислував и дека тоа така може да биде. Да, дека до толку многу денот трае. Да. А зимата? Зимата е тешка. Друг муабет. Зимата е стварно тешка. Тешка, знае да биде 6 месеци. Дали се навикна еве, значи 2013 си дојден, да речеме доста години. Искрено ти кажам, сега последни многу ми е полесно. Многу ми е полесно, да. Стварно сум прифатил се, поготово кога гледам што се дешава низ нашата Македонија, за жал. И сум прифатил се тука. Баш ми е мило што стварно се најде во овој земја. Искрено ти кажам. Да. Си го пронајде, значи, местото тука и мирот. Да. Моментално да. Дали те промени Норвешка? Па мислам дека да. Ме смири малку. Позитивен начин. Може кажам. Ме смири малку, да размислувам малку поише. Да не одам чеко напред секогаш. Да не избрзувам што кажувам. Малку да размислам. Мислам да. Сигурно. Позитивно смислам. Дури сигурно да бидеш и тренер во фудбал и тоа морало да те смири сигурно. Точно така. Тука си значи со твојата сопруга, имате 2 дечиња, но викаш сепак сме во некое друштво каде што сме обкружени со балканци, се дружиме со балканци. Мислиш ли дека е тоа на некој начин ние нас како балканци неопходно да си се поврзиме со нашите? Па искрено да. Ја мислам и таа јазична бариера ни одговара поише. Српски, босански, хрватски, македонски, па и бугарски разбираме се. Се разбираме со сите и полесна е комуникацијата. Можам да кажам. И поише се разбираме. Поише си одговараме. Јас немам проблем, јас имам и доста норвежани другари. Без проблем, само не е тоа да одиш кај нив дома да ти дојдат дома. Они се, како ти кажам, на фудбал, на двор, на работа. Супер комуникација, одлична комуникација. Меѓутоа кога доаѓа за дружба,
поише сум со балканците. Поише се дружиме со тие што се од Балкан. Ете, пошто го начина јазикот, како стоиш сега со Па норвешкиот? доста добро може да се каже. Да. После доста толку добро. години, Да. невозможно е. Да, совладав добро може да се каже. Многу е битна комуникацијата. Јас највеќе го научив преку фудбалот, јазикот. Многу научив. Преку таа комуникација во фудбалот. Да, од таму највеќе научив, може да се каже. И секако на работа, комуникацијата. Те коригира ли ќерката дома? Кога ќе кажеш некој збор Сега за сега уште не. Уште не за сега. Ке ти дојде и тој ама ќе ми момент, дојде, наскоро. Баба и гледам почина да ја кажува нешто. Да, па се зезаат малку и они две меѓу себе. Да. Да. Живеете блиску со твојата мајка, се гледате, си го имаат тој момент на бивање со баба. Да, еве сега Хосфери овде или есенски распуст, да, почина 29-ти, па ги оди на таму кај неа. Она е 1 сат од нас далеку, живи према граница со Шведска, Орие. Да. Орие, таму живеат они со мажот и супер за сега, функционира супер. Да. Си доаѓа, ние си идеме понекогаш и така. За норвешки услови 1 час Не е ништо. е ништо. Не е ништо, искрено. Не е далеко, стварно. Да. Има добри патишта се води сега тоа. Се стигнува. Да. Во еден краток момент кажа дека сега работиш во пошта. Ајде како, не знам, како ти изгледа работниот ден? Па да ти кажам. Што се случува? Зашто не сум ја сменил еве работава, ќе ти кажам искрено, до сега еве 12 години работам во пошта и мене ми се свиѓа што ти доаѓаш са бајле кај нас на работа, си имаш твоја рута што ја си ја земаш од Сабајле, шефот некојаш не го гледаш ни до 3-4 дена, си искаќаш надвор, сам свој мајстор што викаат кај нас. Сам си работиш, сам си надвор, слуша музика, некако тоа ме исполнува. Да. И многу сум задоволен од работа. Стварно морам да кажам. Преку зима малку ни е потешко. Да, тоа сакам Може да се каже, надвор сме. Меѓутоа поминува и тоа. Се издржува. Значи, ти си тој кој што ја носи веста, Да. ги става Писмата. Посман пат. Што кажува тука норвешки. Поштарот. Да, поштарот, да. Така е, така. Добро, ете, бидејќи си на една работна позиција толку долго време, овдека јас сега работам во фирма каде што имам навистина многу колеги кои што работеле 10, 15, 20, дури еден имам мислам 35 години во истата фирма. Но за норвешки услови не е тоа стандардно, значи е многу понормално и очекувано да ти промениш работно место, отколку тоа да целиот работен век го поминеш во една фирма. Но за тебе кој што си имал некоја сосема, да речам, не вообичаена работа во Македонија, со оваа тука, би можел ли да направиш споредба што е тоа добро, што е лошо? Па види, ја кога се одлучив да напуштам фудбалот, бев спремен на се. И пред се мислев на како ти кажам, на иднината. Зашто ти мора да гледаш напред за да видиш што може да направиш ти, за да помогнеш. Ако ја, како ти кажам, се осеќам многу позрел на тие години. Може од некои сега што се гледам на 27, што помислат различно. Јас се осеќав дека сакам да оформам фамилија и сега единствена цел ми беше да си најдам работа. И некако поштата ми дојде, како ти кажам, срекно ми дојде. Седев дома, ми зазвоне телефонот еден колега што игра со мене фудбал, ми се јави, ајде на интервју, те чекаат вамо, има работа за тебе, како? Така, ајде, таму идеш, најди ја таа и таа адреса, автобус земам, со него комуницирам, стигам на интервју, тогаш на англиски, влегувам во пошта и да ти кажам, некако се вклопив одма. Од првиот ден некако ми кликна, како ти кажам, и не сум сакал да сменам вич работа. И шефот ми се погоди супер, стварно. Не е наш човек. Турчин. Балканец. Сепак малку наш. Нешто, да. Турчин е и ми се погоди стварно и доста ми има помогнато и стварно се уклопив во таа работа и се пронајдов, може да се каже. Да ти кажам. Стварно ми одговара. Сега функционираш на работа, го имаш норвешкиот како Да. работен јазик, но ете, значи викаш интервју на англиски.
Мислам дека во овие моменти како што се променети работите во последните години, не верувам дека и тоа би било возможно. Ретко. Да. Многу ретко, многу ретко. Еве кај нас има сега моментално само едно девојче кое што дојде со англиски од Литванија. Другите сите се норвешки. Да. Значи на секој интервју кое што шефот или кога искаќа работно место, се бара норвешкиот јазик како предуслов за работа. Да. За жал. Го користат норвешкиот како првиот филтер. Да. Да се изфилтрира тоа што тие кои што не биле доволно подготвени да го научат норвешкиот Така. или кои што се само што дојдени па Да. не стигнале. Не стигнале, така е, така. Да. Каде сте сега функционираш со работа накај Осло, но живеете малце на граница од Осло, да речеме, меѓутоа Осло е поприлично широк вака, како град територијално зафаќа голема територија. Дали тоа значи дека функционирате таму каде што живеете, дека тука се пријателите, тука се? Па да ти кажам, имаме блиску македонци до нас што живеат, комши фактички 2-3 згради од нас и многу супер до сега. Сега се пресели прошла година уште еден пријател мој од средна школа тука до нас, исто блиску и супер функционираме. Жената ми работи тука во близина, во Барнехаге, во градинка. Да, децата ми одат блиску во школа. И фактички многу супер функционираме таму кај што сме. Се пренајдовме фактички во таа населба. Добро ни е за сега. Но бидејќи викаш дека ти недостигаат луѓето од Македонија, пријателите. Да. Има ли други заинтересирани кои што пробуваат да дојдат тука или кои што ти можеш да им помогнеш, што викаат, да ги повлечеш? Морам да ти кажам дека има, меѓутоа многу е тешко да се повлече. Не е така лесно како доле што мислам дека со македонски пасош ти можеш да дојдеш тука и одма да работиш. Мора да имаш школа завршена пред се. Преку дипломата е најлесно, јас мислам. И доста луѓе кои што има дојдено тука се преку дипломата. А некои што ги знам и имаат средно завршено, меѓутоа немаат факултет. И со средна школа ти малку потешко е тука да влезеш на работа. Да. Не е така лесно. Така да имаат разбирање. Стварно морам да кажам, пријателите мои имаат разбирање, се распрашувале секогаш. Можно шанса да дојде тука. Да. За некој лаик кој што не би можел кој што не бил тука, како би го опишал норвешкото општество? Па да се навикне на скроз друга промена. Доле кај нас со социјалата мислам дека највеќе. Социјалата дека е највеќе. Тука ќе му фали. Ако мисли дека ќе биде исто како доле, викенди, скаѓање толку нема тука толку. Многу поише одмор. Да. Стварно сите се сеќаме уморни после работа, некако и времево тука многу брзо поминува. Меѓутоа другото се друго функционира. Така да нешто ќе скрати, нешто ќе добие, тоа е. Мора да ризикува човек за да види како е. Се на некому се допаѓа, на некому не се допаѓа. Некој си се пронаѓа, некој не. За жал. Да. Така е. Еве и за крај да ми направиш една споредба со тоа како ти ги доживуваш норвежаните, спротивно на тоа како не доживуваш нас како македонци. Карактеристики што се. Па искрено и од норвежаните има доста добри луѓе, не можеш да ги делиш на некакви, меѓутоа се малку позатворени они. Кога ќе видат стране се чека да помине одреден период за да те они прифатат. Јас кај мене кога дојдов на работа во пошта кога почнав со колегите норвежани може некој само хај, месец дена ми викаат само. Здраво и тоа беше. После месец дена почнавме да правиме муаве, да комуницираме, видоа дека се е окей. Додека кај нас ние сме потопли. Како да кажам, ние сме таков е балканец. Ја мислам дека сите на Балканот. Одма прифаќаме, одма се отвараме, полесно се отвараме. Тука се малку позатворени, мислам јас. Норвежаните од нас, балканците доле, македонците. Значи тоа би било основната и најголема разлика помеѓу нас. Но да, не може да се генерализира секако, меѓутоа ете така, кога би генерализирале? Да. Би било на некој начин така. Попажливи, ајде да кажеме. Внимателни. Да, повнимателни. Им треба повеќе време за да се стоплат. Да, така е. Да. Фала ти, Мики, на овој убав муавет и што ми дојде на гости.
Ќе следиме и ќе гледаме дали повторно се враќаш во тренерските води, па да пуштиме уште некој балканец на кај тебе. Фала ти тебе на поканата и се надевам. Гледам на таму, па ќе видиме што ќе покаже времето. Што како ќе биде. Фала ти многу. Фала.